Општина Кочани се соочува со вандализам врз поставената комунална инфраструктура, особено со оштетување на реквизитите во новоизградените детски игралишта, што се уште не се предадени во употреба. Како најнов пример за несовесното однесување на одделни граѓани, службите од локалната самоуправа го наведуваат оштетувањето на игралиштето во близина на социјалните згради во населбата Драчевик. Дел од реквизитите се откорнати од подлогата, лулашките и клацкалките се расипани, а искршени се и клупи и канти за отпад. Градоначалникот Никол Чуилиев и представници на неколку институции и невладени организации направија увид на локацијата на новото, а сега веќе нагрдено детско игралиште. Изградено за сите жители во овој дел што живеат и кое се уште официјално не е ставено во функција, а е изградено и е во завршна фаза. За жал, како што гледате и можете да приметите дека опремата која е поставена овде од некои неодговорни корисници веќе дел е уништена, односно оштетена, нешто што навистина е недозволиво. Овие реквизити и ова игралиште е изградено од страна на локалната самоуправа со средства обезбедени односно од граѓаните на општина Кочани, што значи дека со ова опрема треба рационално да се користи и да навистина се чува за луѓето, односно за генерациите кои што поминуваат време тука. За жал тоа во овој случај не е така и навистина ние како локална самоуправа сме загрижени за она што се случува во овој дел, со дел од лицата кои го користеле недозволено, незаконски, иако игралишто, како што реков, се уште не е ставено функција, веќе, како што гледате, е уништено. Градоначалникот Илиев додаде дека ако продолжи ваквото вандалско однесување во населбата Драчевик, на општината не и преостанува ништо друго освен да ги дислоцира реквизитите од игралиштето на друго место каде што ќе бидат користени одговорно. Исто така, тој веќе се сретнал со дел од жителите на оваа населба кои се пожалиле на непристојно однесување и уништување на урбаната опрема од соседи во новиот стамбен објект. Тие побарале надлежните да преземат мерки против лицата кои ова место на живење од мирно го претвориле во неиздржливо, небезбедно и неспокојно.